телефонска најава за домашна посета, патронажната служба во Гостивар со совети за болните и изнемоштените и проверка на нивото на шеќер и масноти во крвта, промена на катетер, преврзување на рани, распределба на терапија и инфузија на пациентите со хронични или акутни заболувања. Од ноември лани, патронажните сестри редовно ги посетуваат лицата кои заради болест не можат редовно да ги посетуваат амбулантите. Патронажната служба е одговорна за практично промовирање и заштита на здравјето на населението. Патронажната сестра, лично сметам дека е единствениот здравствен работник кој влегува во семејството и ја согледува социоекономската состојба на семејството, здравствената состојба на членовите од семејството, како и здравствената просветеност и здравствената култура на членовите од семејството. На старите и изнемоштените лица, на болните со тешкоти во движење, ваквата посета им дава подкрепа и сигурност. Јас лично чинам многу гајраци, што се вика турски, девек, со сила се држам на нозе. Старата не ми може ичи. Јас сум многу пашажала. А како процес, како служба, како ова, не само што е добра, туку одлична е. Оти директно и кај оној што може да стигне до крај лекарот, оти има луѓе кои не може да стигнат кај лекарот. Има луѓе кои поради материјално, поради тоа што не е осигуран, поради тоа што не може да стигне оти болен, не може да стигне кај лекарот. Патронажната служба, таа е ги открива и оние тајните, да речам тајни, под наводници, болни кои никогаш не би дошле на ред да одат кај лекарот. Патронажната сестра е единствениот здравствен работник кој влегува во домовите и ја согледува состојбата на старите лица. Како резултат на честите контакти со болните, таа има можност за брзо реагирање, доколку забележи посериозни здравствени проблеми. Патронажната сестра да има добри познавања во областа на здравството, стоматологијата, фармацијата, потоа во областа на социјалната сфера, религијата. Исто така патронажната сестра потребно е да има и одредени вештини, како што е, например, вештина за комуникација, вештина за слушање, вештина за давање на совети и многу други вештини кои што навистина му се потребни за извршување на секојдневните работни задачи. Од планираните 1200, досега се опфатени околу 1000 гостиварци. Просечно дневно од страна на патронажните тимови се посетуваат десетина лица постари од 60 години со диабетес, црцеви, белодромни или други хронични заболувања.